минути за урбаните вести. Добро дојдовте. Стрикна и безбедна 2019 година. Петардите не се играчки. Е новата кампања против употреба на пиротехника за време на празниците. Ова е веста на денот, а во продолжение следува генералната најава. Презентирани превентивни препораки и мерки за аерозагадувањето. Карпош дел од кампањата Среќна и безбедна 2019 година. Петардите не се играчки. Дедомразовци традиционално ќе трчаат во Скопје. Почна хуманитарниот проект И јас сум Дедо Мраз. Одбележани 109 години од раѓањето на Никола Јонков Вапцаров. Владата и Министерството за здравство денеска излегоа со препораки до населението во врска со аерозагадувањето. Посебно внимание треба да се посвети на децата, хронично болните, на пациентите со кардиоваскуларни заболувања, со пациентите кои имаат дијабетес и оние кои преживеале мозочен удар. И сите останати кои професионалниот ангажман го извршуваат на отворен простор. Кога концентрацијата на PM10 частичките во воздухот е над 100 микрограми на метар кубен во 2 последователни дена, треба да се ограничи движењето и активностите на отворен простор, особено на децата, хронично болните, на пациентите со кардиоваскуларни заболувања, дијабетес, на тие кои преживеале мозочен удар и сите кои професионалниот ангажман го извршуваат на отворен простор. Граѓаните треба да јадат храна која содржи антиоксиданси, зеленчук и овошје, а хронично болните редовно треба да ја земаат препишаната терапија. Ова се некои мерки и препораки во врска со аерозагадувањето на кој денеска на пресконференција укажа министерот за здравство Венко Филипче, кој истакна дека борбата против аерозагадувањето е еден од приоритетите на владата и на Министерството за здравство. Тој потсети на мерките кои беа препорака од Министерството за животна средина и просторно планирање, во врска со тоа да се користи јавниот превоз, возилата да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат во едно возило, да не се користи прегорено отпадно масло за затоплување простории, лакирани или обоени отпадоци од дрво, метал, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума или друг синтетички материјал и правилно да се користат печките. Доколку концентрацијата на PM10 частичките во воздухот надмине 200 микрограми на метар кубен, ќе излеземе со дополнителни мерки, а во смисла на ослободување од работните обврски на бремените жени, лица постари од 60 години, лица со хронични болести, пред се белодробни заболувања, астма, лицата со преживеан миокарден инфаркт или мозочен удар и без оглед на возраста ќе дојде во предвид и реорганизирање на работното време, рече Филипче. Потенцира дека ќе се набават 50.000 маски кои ќе бидат поделени на хронично болните и на други групи граѓани. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски посочи дека во координација со сите општини во Скопје на дневна основа се преземаат конкретни мерки за да се намали аерозагадувањето. Во овој момент тоа се краткорочни интервентни мерки. Државниот инспекторат и градскиот инспекторат се на терен. Индустријските комплекси во Скопје се мониторираат постојано. Тие работат со филтри, рече Бошњаковски. Општина Карпош се приклучи кон кампањата Среќна и безбедна 2019 година. Петардите не се играчки, со цел да се намали бројот на повредени лица од пиротехнички средства. За таа цел денеска пред трговскиот центар Сити Мол беше изведена симулација на укажување помош на повредени лица од петарди. Општина Карпош во соработка со Оделението за превенција при СВР Скопје, Црвен крст на град Скопје и мисијата на ОПСЕ во Скопје и ученици од основните училишта од Карпош беа дел од активностите во трговски центар Сити Мол во рамки на кампањата Среќна и безбедна 2019 година. Петардите не се играчки. Основната цел на оваа кампања е да се подигне јавната свест на граѓаните превентивно кај малолетната популација за опасноста и последиците од употреба на петарди и други пиротехнички средства. Со денешната активност се започнува кампањата која се реализира на подрачјето на град Скопје. За таа цел пред трговски центар Сити Мол се одржа и симулацијска вежба со цел да им се покаже на децата кои се последиците од употреба на петарди. Според податоците на годишно ниво, во светот страдаат над 180.000 лица од употреба на пиротехнички средства, па од СВР Скопје упатуваат апел до родителите да не им купуваат петарди и други пиротехнички средства на децата. Статистичките резултати покажуваат
и се во одлична и позитивна бројка во однос на намалување на употреба на пиротехнички средства наназад неколку години. Затоа и ние почнавме да ги опфаќаме сите основни училишта на подрачјето на град Скопје. Денес започнува во овој период започнавме со општина Карпош. Предвидено е да се опфатат и средните училишта. Преку ликовните творби што ги направија учениците, сметаме дека пораката ќе стасе и до родителите, со надеж дека и тие ќе разберат пораката и ќе ја подигнеме свеста на тој начин на завидно ниво и наместо да купуваат играчки, поточно петарди, на децата подобро да им купат некоја играчка и сигурно ќе бидат и побезбедни и посигурни во пресред на новогодишните и божичните празници. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев истакна дека целта на оваа кампања е да се подигне јавната свест кај сите граѓани, а младите на најдобар начин може да ја расшират пораката и да алармираат. Да апелирам до сите граѓани да бидат совесни, да се избегнува користење на пиротехнички средства и нормално и достојно да се прославува новата година, додека кога сме веќе кај безбедност и превенцијата, ја користам оваа прилика да најавам дека токму овде во Карпош 4 од овој викенд започнува и нов режим на сообраќај со цел побезбедно движење на граѓаните и превентивно делување за да ги заштитиме младите овој пат во безбедноста при сообраќајот. За таа цел ќе има присутни лица службеници од СВР Скопје и од општината кои што ќе ги упатуваат граѓаните како да се движат. Остануваме ние како општина на нашата заложба за поголема безбедност, особено кај најмладите, и се надевам на уште поуспешна соработка со СВР и МВР на Република Македонија. Оваа кампања се приклучија сите основни училишта во општината. Имено учениците изработија цртежи и графити со мотиви "Петардите не се играчки", пошто беа избрани и најдобрите цртежи на таа тема. На 23 декември во Скопје ќе се одржи традиционалната дедомразовска трка. Стартот и финишот на трката се на плоштадот Македонија, а ќе се трча кон Порта Македонија, паркот Жена Борец, Холидеин, мостот кај МНР, покрај Вардар, кон Камениот мост и преку мостот до Целта. Учеството во трката чини 300 денари, а за најбрзите предвидени се награди. Во недела на 23 декември во Скопје ќе се одржи традиционалната дедомразовска трка, во која повеќе стотици учесници во дедомразовски костуми ќе трчаат во центарот на главниот град. Трката покрај надпреварувачки има и забавен карактер и на неа може да се пријават учесници од сите старосни групи. Должината на патиката е само 2 километри и може да ја истрчаат и деца во придружба на родители. Пријавувањето се одвива преку веб страницата www.prvdovrv.mk. Стартот и финишот на трката се на плоштадот Македонија, а ќе се трча кон Порта Македонија, парк Жена Борец, Холидеин, мостот кај МНР, покрај Вардар, кон Камениот мост и преку мостот до Целта. Стартот на трката е закажан за 12 часот, а подигнувањето на стартните пакети од 9 до 11 часот на денот на трката. Учеството во трката чини 300 денари, а за првите 300 пријавени следува целосен дедомразовски костум, составен од палто, пантолони, капа, ремен и брада. За победниците се предвидени награди, а на несрекните учесници преку лотарија ќе им се исполнат новогодишните желби, без оглед на резултатот и освоеното место. Пред и по трката се предвидени музичка програма, загревање со фитнес инструктор и церемонија на прогласување на победниците. Трката ја организира Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до Врв со поддршка на Кока-кола и градот Скопје. Новогодишните и божикните празници се најубавиот дел од годината, барем за дечињата кои најмногу им се радуваат на подароците кои им ги носи Дедо Мраз. Но за жал, многу дечиња ја немаат среќата да го почувствуваат духот на празниците поради лошите економски услови во кои живеат. Токму за нив деновиве започна хуманитарниот проект И јас сум Дедо Мраз, преку кој се собираат подароци за деца од семејства во социјален ризик. Новогодишните и божикните празници се најубавиот дел од годината, барем за дечињата, кои најмногу им се радуваат на подароците кои им ги носи Дедо Мраз.
Но за жал, многу дечиња ја немаат среќата да го почувствуваат духот на празниците, поради лошите економски услови во кои живеат. Токму за нив, деновиве започна хуманитарниот проект И јас сум Дедо Мраз, преку кој се собираат подароци за деца од семејства во социјален ризик. Целта е преку хумани граѓани, организации и институции да се соберат што повеќе подароци и да се израдуваат што повеќе деца. Во рамки на акцијата минатата година беа собрани преку 3500 подароци, а намерата на организаторите на овој хуманитарен проект е оваа година да се струши рекордот. Доколку и вие сакате да сте дел од овој голем хуманитарен проект, може да купите новогодишни пакетчиња, играчки или јалишта. Откако убаво новогодишно ќе ги спакувате, напишете на едно ливче за кого е наменет подарокот, пол, возраст и што е подарокот. Следното нешто е да се сликате со подарокот и да ја поставите сликата на социјалните медиуми со хаштаг И јас сум Дедо Мраз. Подароците може да ги оставите до 17 декември во Нано бар во Зоолошка градина во Скопје на пунктот отворен од 12 до 16 часот или пак да се јавите на телефонскиот број 078 405 264 и да добиете инструкции за достава. Потоа подароците ќе бидат распределени и секое дете добива она што најмногу би го израдувало. Затоа што сите деца мора да се среќни. Да им ја направиме новата година навистина среќна и весела. Со положување на цвеќе пред споменикот на Никола Јонков Вапцаров беше одбележана 109 годишнината од раѓањето на поетот и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски рече дека во наредните години овој повод ќе биде носител на повеќе активности во училиштата. Денеска во општина Бутел се одржа манифестацијата Чествување за Никола Јонков Вапцаров по повод 109 годишнината од неговото раѓање. По тој повод пред споменикот на Вапцаров свежо цвеќе положија градоначалникот Велимир Смилевски и бројни делегации од основните училишта, здруженија на граѓани и почитувачи на ликот и делото на Никола Јонков Вапцаров. Во поздравниот говор градоначалникот Смилевски истакна дека ликот и делото на Вапцаров треба да бидат пример и путтик како за денешните, така и за идните генерации. Говореше за неговата трагична смрт и борбата за слобода. Се усврна и на неговото поетско творештво кое е со европски квалитет. Вонсерискиот талент на Никола Јонков Вапцаров, додаде Смилевски, едноставно блика од секој негов стих во стихозбирките, моторни песни и во посмртно издадената поетска збирка Антологија. Денеска го прославуваме 109-тиот роден ден на нашиот патрон на општина Бутел, Никола Јонков Вапцаров. Остави едно творештво кој што македонскиот народ ќе го запомени и ќе го чита во наредните години. Он како творец има напишано многу творби, но можеме да одвоиме некој со тоа што антологијата представува една основа на македонскиот народ. Има дела кои што сите наредни генерации ќе ги читаат и ќе ги имаат како основа за животот. Заради тоа општина Бутел го прославува и неговиот роден ден, традиција која што во наредните години ќе негуваме се повеќе и повеќе. Во чест на големиот поет Никола Јонков Вапцаров, учениците од основните училишта рецитираа негови поетски творби, а културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров, кое годинава одбележува 40 години од постоењето, ги исполни урата Тешкото и Тресеница. Никола Јонков Вапцаров е македонски поет и револуционер. Релативно млад почнува да се истакнува како литерат. Во 1938 година заедно со Антон Попов и Михаел Сматракалиев во Софија го основаат Македонскиот литературен кружок. Пишувал главно поезија на бугарски јазик. Се вклучил во антифашистичкиот отпор и како учесник во илегална организација за диверзии против профашистичкиот режим на царот Борис во 1942 година е затворен, осуден на смрт и стрелан во Софија. Автор е на 2 поетски збирки, моторни песни и посмртно објавената Антологија. По Втората светска војна Вапцаров како дводомен автор, бугарски и македонски, чии стихови и други творби покрај високите уметнички дострели имаат посебно значење за Македонија, доживува литературна слава.
Употребата на пластика е еден од најголемите загадувачи во денешницата. Од Организацијата на потрошувачи апелираат до граѓаните се повеќе да се исфрла пластиката од употреба, за да ја зачуваме здрава животната средина во која живееме. Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Министерството за економија во рамки на програмата за заштита на потрошувачите за 2018 година изработи брошури во кои се нагласени основните потрошувачки права и совети како граѓаните да бидат одговорни потрошувачи. Овие насоки представуваат основа за развој на законодавството за заштита на правата на потрошувачите во европски и светски рамки, како што информираше председателката на Организацијата на потрошувачи на Македонија Маријана Лончар-Велкова, во Македонија свесноста за употреба на пластиката е на многу ниско ниво. Таа вели дека треба да се посвети повеќе внимание на подигнување на свеста кај граѓаните со цел да си ја заштитиме животната средина. Сега според вашите сознанија, каква е свесноста кај граѓаните за употребата на пластиката? Да ви кажам, не сме многу свесни, гледаме и самите кога одиме да пазаруваме, све нешто забораваме нашите платнени торбички, не дека секој нема дома кој една платнена торба или може да сошие. Исто така прекумерно се употребуваат пластичните чаши, вилушките, лажиците, чиниите, значи од пластика кои што се направени и други потребштини, кои што секако во секој момент ние прво можеме дома да ги замениме со стаклена амбалажа и воопшто да ги ја намалиме употребата. Меѓутоа секако дека и правната регулатива и кампањите во овој домен ќе бидат многу потребни и први ќе треба да почнат се разбира институциите, таму да се намали употребата на пластика. Павле Костовски од Организацијата на потрошувачи на Македонија вели дека според последните извршени анализи, пластиката е една од главните фактори кои го загадуваат воздухот. Дел од препораките се да користиме платнени торби кога купуваме во маркетите, да користиме стаклени тегли за чување на различни суровини како шекер, кафе и такви работи, потоа да не бараме сламка во маркетите кога купуваме и исто така да си носиме прибор со себе кога одиме во ресторани со цел да не добиваме пластични чаши и пластични тања. Бранко Костовски од Организацијата на потрошувачите на Македонија вели дека стигнуваат поголем број на поплаки од граѓани кои не се задоволни или им е нарушено потрошувачкото право, а најголемиот дел од поплаките ги решаваат преку телефонски повици, а најмал дел се решаваат преку социјалните мрежи. Најголемиот дел од поплаките се однесуваат за мобилните телефони, а преку брошурата ќе им помогнат да се запознаат со правата. Во просек месечно имаме од 180 до 200, некогаш имаме до 215-20, ретко тоа се случува, најчесто до 200 максимум. Најголем дел од поплаките се работат за мобилни телефони, за клима уреди, а сега доста актуелни се договорите надвор деловните простори, каде што не е познато правото од законот дека потрошувачите имаат право во рок од 14 дена да се откажат од таков договор. Па преку овие брошури може ќе им помогнеме на потрошувачите да се запознаат со тоа право. Организацијата на потрошувачи на Македонија исто така изработи и брошура во која се наведени совети за граѓаните за справување со потрошувачките кредити. Во новата брошура на Организацијата на потрошувачи, насочена кон потрошувачките права при користење на потрошувачки кредити, се опфатени најчестите поплаки добиени кон нашата организација. Како такви можам да ги наведам условите при откажување на кредитот, како и големините вкупни трошоци кои трговските друштва ги користат се почесто. Во оваа мала брошура може да ги најдете нашите совети како да се справите со проблемите при договарање на потрошувачките кредити, како и нашите совети како да се избегнат во иднина. Представници од Организацијата на потрошувачите на Македонија денеска во трговски центар Ситимол на случајните минувачи им делеа брошури со цел да се запознаат граѓаните за своите потрошувачки права. И граѓаните од општина Ѓорче Петров влегоа во 21 век. Конечно може да ги закопаат септичките јами, откако проектот за изградба на фекална канализација, стар 12 години, во кој со 500 евра партиципираше секое семејство, финишираше.
Со изградбата на последните 16 километри финишираше извидбата на канализационата мрежа во општина Ѓурче Петров. Со ова се решава долгогодишниот проблем на граѓаните, со кои септичките јами се ставаат надвор од употреба, а се заштитуваат артериските бунари во сливот на реките Вардар и Липенец. Вкупната инвестициона вредност за извидбата на последните 16 километри е 35 милиони денари. Средствата се обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Проектот за фекална канализација е започнат во 2006 година. Поставена е канализација во должина од 80 километри, со што примарната мрежа е 100% покриена, а секундарната мрежа покриена е 70%. Во реализацијата на овој проект, на кој се работеше цели 12 години, финансиски со 500 евра од домакинство, учествуваа и граѓаните на општината. Како што знаете, има и одлука за самопридонес која што ние не можеме да ја поништиме, каде граѓаните си плаќаат за близу 500 евра, единствено во Македонија, тоа да се случува нас. Меѓутоа, ние морам да потенцирам дека добивме 650.000 евра дополнителни средства од страна на владата, преку Министерството за транспорт, ради добро спроведен проект во изминатата година. Новите населби, новите индивидуални домакинства кои што ќе произлегуваат, ние веќе ставиме во програмата за следната година како предлог за да можеме да ја проектираме, за да им бидеме спремни на секого да му излеземе да има 21 век фекална канализација. Од општина Ѓурче Петров најавуваат активности и за реализација на секундарната канализациона мрежа. Од 26 ноември до 2 декември во Република Македонија се регистрирани 90 заболени од грип, што е зголемување за 21,6% споредено со предминатата недела, објави Институтот за јавно здравје. Од 26 ноември до 2 декември во Република Македонија се регистрирани 90 заболени од грип, што е зголемување за 21,6% споредено со предминатата недела. Се наведува во извештајот што на својата веб страна го објави Институтот за јавно здравје. Најголем број заболени, 63, се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, додека највисока инциденца од 12,1 на 100.000 жители е регистрирана кај најмалите, деца на возраст до 4 години. Најголем број заболени, 18, се пријавени на подрачјето на Центарот за јавно здравје Струмица, додека највисока инциденца од 62,5 на 100.000 жители регистрирана на територија на потрачната единица Македонски Брод. Во 15 извештајни единици се регистрира многу ниска активност на вирусот на грип, а само во една, Македонски Брод, се регистрира сезонска активност. Споредено со истиот период од минатата сезона, постои намалување на вкупниот број на пријавени случаи за 32,8%, а во однос на моделот на последните 8 сезони се регистрира намалување за 32,7%. Во текот на 48-та недела од оваа година, во вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно здравје, пристигнати се 9 материјали за тестирање на грип. Тестираните материјали се негативни на присуство на вирусот на инфлуенца. Денеска во Македонија имавме сончево време со температура до 6 степени. За утре не очекува слично време, повторно со температура до 6 степен. Во недела температурата ќе биде 8 степени, в понеделник 6 и во вторник 4 степени. Под влијание на нов влажен бран, од утре кон крајот на денот ќе има повремени врнежи од дожд, особено на запад. Спуштање на постуден воздух од север од недела на повисоките места и на планините. Врнежите ќе бидат од снег, а на пониските места од дожд и снег. И уште една многу куса информација пред самиот крај. Со осветлување на новогодишната елка поставена на плоштадот Македонија, вечерва во 19 часот ќе се отвори новогодишната населба Винтерленд, која ќе го збогати празничниот амбиент во градот во пресрет на новогодишните и божикните празници. Со оваа информација се одјавуваме. Ви благодарам што не следевте. Довидување.